Времето нема милост. За да преживеат, земјоделците мора да се прилагодат на климатските промени. Ова значи дека доколку сакаат дождовите или сушата да не им го уништат она за што работат цела година, да ги слушаат советите на експертите. Во овощарството би спомнал кратката резидба. Имаме прскање со калциум карбонат, кој што е една материја која што го заштитува плодот од директното влијание на сончевите зраци, така да плодот останува неоштетен. Исто така би спомнал користење на добробитната габа, Триходерма харзијанум, која што се користи претежно во градинарството, меѓутоа може и во овощарството. Со цел овие совети побругу да стигнат до земјоделците, изминатиот период со поддршката на USAID се работеше на стратегии за локален развој кои имаат една единствена цел. Се изнаоѓаат начини да се ублажат ефектите од екстремните временски непогоди, како што се високи температури, суши или пак обратно, многу дожд и поплави. Значи, како да се справат се прават опити како да се справат со ефектите од климатските промени. За таа намена, програмата вклучува и создавање на локални акциони групи кои ќе работат според потребите на регионот. Двете од стратешките цели кои што се уствари приоритетни во нашата стратегија е развој на модерно земјоделие, модерно земјоделство, како и унапредување на развојот на туризмот. Тие се двете насоки во кои што ќе се фокусираат идните програми и проекти на лагот. Во склоп на проектот се формирани 4 лагови, односно бојмија за регионот на Валандово и Струмица, потоа друг за Плачковица, третиот е Брегалница и еден кој го засега регионот на Пијанец и Малеш. Крајната цел на проектот е овие акциони групи во иднина да се регистрираат во ресорното министерство и да аплицираат за проекти во склоп на новата мерка од ИПАР 2 програмата, која наскоро ќе биде акредитирана.